Рената Пенчова утро е гостинка, односно не е гостинка, таа е дома, затоа што потекнува од тука, од емисијата Звон, кураторка на Скопје Хаб, избрана во конкуренција на илјадници млади за учество на годинешниот светски економски форум кој се реализира од 15. до 19. во Давос, Швајцарија. Добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Што значи за еден млад човек да биде избран, да биде представник на Балканскиот регион меѓу илјадници млади? Секоја година во дечкиот тим на Светски економски форум избира 50 млади луѓе кои ги представуваат младите за време на оваа средба на младите од светот. Што значи да се биде дел од избраните? Ми представуваше голема чест, но морам да кажам и голема одговорност да бидам дел од оваа група на 50 млади луѓе кои што имавме за цел да го представуваме младинскиот глас на младите ширум светот на Светскиот економски форум од 15 до 19 јануари во Давос. Исто така имавме можност да бидеме вклучени во различни дискусии, различни сесии и секако да го зборуваме она за кој што младите се застапуваат и работиме во нашите локални заедници за темите кои што ги промовира самиот Светски економски форум. Да, зборувавте на теми како женскиот глас, зајакнување на жените, младите, младинскиот активизам со средношколци од 26 средни училишта, па деталите околу овие две теми. Така, во склоп на целиот овој форум ја имав можноста да бидам дел и од младинскиот форум Швајцарија, кој што се организира од интернационалното училиште во Цук и Луцерн, каде што бевме во комуникација со средношколци од 26 училишта, изборувавме на овие теми, ја имав можноста да бидам говорник на две панел сесии, и исто така навистина се гледа на некој начин тој младински активизам како се рефлектира во општеството, како што овие млади луѓе прават активности во нивните училишта, но исто така во склоп на целите општества. Нашата цел како млади шепери или обликувачи на промени беше да ги поттикнеме, да го споделиме нашето искуство, но секако исто така да научиме нешто и од нив. Што е шепер? Па обликувачи на промени. Млади кои што започнуваме да градиме здрави општества во нашите локални заедници, пред се кои што се актуелни на некои глобални теми. Темите за кои што се залага Светскиот економски форум е пред се промовирање на младинскиот активизам, и пред се и родова еднаквост, заштита на планетата Земја, животната средина, да се промовира тој младински активизам, но се пред се да се зајакнува, значи младите да бидат критички размислувачи, кои што ќе бидат вистинскиот глас и кои што ќе ги сакаат промените, но не само да ги најавуваат, туку и самите ќе ги креираат. Добро, ги најавувате, ги креирате, ги создавате, меѓутоа дали се реализираат во пракса, каков е фидбекот потоа, што велат младите, дали се инспирирани да продолжат понатаму, дали тие проекти и тие одлуки кои што ги донесувате таму потоа се спроведуваат во реалноста? Па да, морам да кажам, еве за тоа говори и самиот извештај кој што беше објавен во текот на оваа недела за време на Светскиот економски форум за нашето влијание и импакт кој што го имаме направено, конкретно во текот на мојот мандат еве во хабот во Скопје. Работевме на теми како менталното здравје и младите, финансиската писменост, медиумската писменост кај младите, потоа заштитата од оваа интерна виртуелна средина со која што секој да се среќаваат младите луѓе, а за тоа говори фактот дека еве сега сите овие хабови широм светот се присутни во 500 градови, 500 градови, исто така имаме млади активни 10.000 во целиот свет, а во кој што имаме и 7.000 алумни кои што се на некој начин наши подржувачи, не насочуваат кон сите овие проекти и активности кои што ги реализираме заедно во некоја заедничка соработка со сите хабови од регионот. Како функционира хабот во Скопје? Каква е поставеноста, структурата? Така, ние сме тим од тројца млади луѓе кои што заедно го раководиме на некој начин целото ова случување, сите активности. Овде ќе ги споменам моите драги Марко и Софија, кои што заедно работиме и заедно ги реализираме активностите, но секако и активните членови кои што се поделени во различни тимови, како што ги напомена веќе темите на кои што работиме, значи имаме тим лидер за проектот за финансиска писменост, за ментално здравје и слично, така
што ние сме во директна комуникација со младите, ги прашуваме кои се нивните проблеми. Отворени се за соработка за нови членови, за нови проекти? Така да, новиот повеќе ќе започне во месец март, така што е еден апел до сите млади луѓе кои што сакаат да бидат вклучени и да бидат дел од оваа заедница на млади луѓе широм светот, слободно да ни се приклучат, а ние сме достапни во секое време, можат да не побараат за секој вид на информации и секако за наша поддршка. Тоа е повикот што е следно во агендата, имате некоја годишна агенда, годишен план, што ќе биде следно како настан, како манифестација? Така, секоја година најчесто изборите се случуваат во месец март, односно тоа значи дека доаѓа ново раководство и имаме и нов повик за нови членови. Самиот мандат на еден куратор започнува во месец јули и трае до следната година, што значи во месец март до месец јули имаме еден вид на транзиција, но новото кураторство го предлага на новите луѓе кои што доаѓаат и секој начин гледаме ние самите од себе да учиме, односно нашето искуство го споделуваме со останатите и на некој начин така заедно сите да растаме.